кратки најави за денешниот дневник. Сајбер безбедноста во време на вештачка интелигенција во фокусот на меѓународната регулаторна конференција во Охрид. Ке се прегласува на едно избирачко место во Охрид. Валон Каба, нов веде директор на Центарот за развој на југозападниот плански регион. Охрид му оддаде почит на Ванчо Николевски, основоположникот на литературата за деца и млади. Почина 7-месечно бебе од Вевчани, донесено во болницата Свети Еразмо со хематом на главата. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици и пат на дневната температура на максимални 16 степени Целзиусови. Во среда под влијание на два одделни циклони во северозападна, западна и југозападна Европа, како и локално во централна Европа и областа на Алпите, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локални врнежи од дожд се очекуваат во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во централните и јужните предели стабилно време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 25 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Во вечерните часови врнежите ќе престанат. Ќе дува до умерен засилен југоисточен и југозападен ветер со брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 10, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура до 18 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во сабота во Охрид ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
А ги крена рампине? Немам. Знам дека во Кармен рампи ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Овој четврток и петок, 16 и 17 мај, поведете кон Кармен Бау Центар Охрид. Специјални попусти ве очекуваат за фасадни системи и системи за сува градба. А за вас, кои барате квалитетни ламинатни подови, не пропуштајте ги цените од само 299 денари, како и плочки по неверојатна цена од 499 денари. Дешавка. Големи попусти ве очекуваат и на опрема и алати за вашата градина, а исто така ќе добиете 20% попуст на сите производи во Кармен Бау Центар. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. И не заборавајте да ги обележите датумите во вашиот календар. 16 и 17 мај. Кармен Бау Центар Охрид. Попусти колку сакаш. Јадење, пиење без пари. Ова го има само во Кармен Бау Центар. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Сајбербезбедноста е во фокусот на 20-та поред меѓународна регулаторна конференција, која денеска и утре се одржува во Охрид. Регулаторите од Западен Балкан, Европската Унија, како и приватниот сектор на глобалниот комуникацијски пазар разменуваат искуства од имплементацијата на 5G мрежата, но и размислувања за безбедноста во контекст на развојот на нови технологии како вештачката интелигенција. Представници на регулаторните тела во областа на телекомуникациите од Западен Балкан, Европската Унија, Меѓународната Унија и представници од приватниот сектор на комуникацијскиот пазар во Охрид дискутираат за резултатите од имплементирањето на 5G мрежата и за сајбербезбедноста. Македонија има најдобар 5G во регионот и меѓу најдобрите во Европа, вели првиот човек на Агенцијата за електронски комуникации Јетона Кику. Достигнуваме брзини со двата оператори до над 1 гигабит за секунда и некој си просек близу 300 мегабити во цела територија на државата, така да тоа е многу добар резултат споредено и со земјите тука во регионот во Западен Балкан, па и пошироко. Во поглед на сајбербезбедноста, додека поразвиените држави се изложени претежно на комерцијални сајбер напади при кои целта на хакерите се финансиите, Македонија е загрозена од политички мотивирани напади во сајбер просторот. Кај нас, као држава, сајбер нападите се зголемија откако станавме членка на НАТО и тоа само по себе кажува дека реално политички се мотивите за таквите напади. И као мала држава, мислам дека реално донегде и добро се справивме со сите тие напади, особено сега за време на изборна кампања најавите беа дека ќе има напади и имаше, ама за наша среќа и успех, може да кажам, слободно се изменажира ситуацијата доволно добро. Сите земји од Западен Балкан бележат напредок на полето на електронските комуникации. Сајбербезбедноста и понатаму е предизвик за балканските како и за сите држави во Европа, при што најризичен фактор во системот за заштита од сајбер напади е човекот. Ono što je izazov o kojem mnogi sad već Она што во моментов е предизвик и за кој интензивно се размислува е употребата на вештачката интелигенција во тие лоши намери, како например генерирање на лажни повици, лажни интервјуа, лажни вести и слично, но исто така и генерирање на закани во сајбер просторот. Мора да развиваме методи како да се бориме против тоа, зашто ни се потребни се поголем број стручњаци и тоа ќе биде најголемиот проблем. Кај нас тој проблем е поизразен затоа што поради ниските плати имаме одлив на стручњаците.
Технологијата се развива рапидно и тоа бара интеракција и соработка меѓу приватниот сектор и регулаторните тела. На конференцијата ќе се разговара и за управување со спектарот и мониторинг, што е од исклучителна важност, каде без регионална координација ништо не може да се постигне, вели Јарослав Пондер, директор на Канцеларијата за Европа на Меѓународната комуникацијска унија. We are very much pleased to join today's conference. Затоа многу сме задоволни што на агендата е управување со спектарот преку гранична координација, исто така и размислување за тоа како да се одговори на можните предизвици кои ќе натежнат на плеките на државите во иднина, поврзани со имплементација на следната генерација на комуникации, 6G мрежата и сателитската комуникација со универзален пристап. Премостување на јазот, влез во новата ера е насловена годинешната меѓународна регулаторна конференција што се одржува денеска и утре во Охрид, а е во организација на Агенцијата за електронски комуникации на Македонија. Ке се прегласува и на едно избирачко место во Охрид. Државната изборна комисија го усвои поднесениот приговор. Станува збор за избирачкото место 1272. Државната изборна комисија вчера вечер го поништи гласањето на уште 3 избирачки места, од кои едното избирачкото место 1272 во општина Охрид и 2 во Крушево по поднесен групен приговор од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ. По извршеното пребројување за избирачкото место 1272 во Охрид, утврдено е дека записникот не е правилно пополнет. Има и корекција во делот на гласачи внесени со рачен внес, објасни председателот на ДИК Александар Даштевски. Приговорот беше усвоен со 1 глас против. Против гласаше подпредседателката на ДИК Дитмире Шеху, која укажа дека бројката на гласачи се совпаѓа со бројот на потписи. Таа појасни дека забелешката за резултатите од ова гласачко место всушност се однесува на записникот кој е погрешно пополнета, тоа според неа е грешка која има речиси кај сите избирачки одбори. ДИК продолжува со разгледување на пристигнатите приговори од гласањето на претседателските и парламентарните избори. За изборните резултати до ДИК беа поднесени 27 приговори, и тоа 9 од коалицијата Вреди, 8 од ВМРО-ДПМНЕ, 5 од СДСМ и 4 од Левица. Председателот на ДИК Даштевски на седница на ДИК посочи дека станува збор за групни приговори со кои се опфатени повеќе избирачки места. 7-месечно бебе од Вевчани почина ноќеска во Охридската болница Свети Еразмо по извршен оперативен зафат. Бебето предходниот ден околу 16 часот било донесено во болницата од страна на неговата мајка со тешки повреди. Според пријавеното било примено во болницата со хематом на главата и мозочно крварење, пошто веднаш била извршена операција. 7-месечно бебе од Вевчани почина во специјалната болница Свети Еразмо Охрид по извршен хируршки зафат. Бебето предходниот ден околу 16 часот било донесено во болницата со тешки повреди од страна на неговата мајка. Во болницата било примено со хематом на главата и мозочно крварење, пошто веднаш била извршена операција. Според изјавата на неговата мајка, повредите настанале по пад од импровизиран кревет во семејниот дом во Вевчани. Во текот на вчерашниот ден во болницата Свети Еразмо во Охрид било донесено 7-месечно бебе од Вевчани со повреди во пределот на главата. И покрај преземените мерки во текот на денешниот ден рано утрово истото починало. Бебето во болницата било донесено од неговата мајка. Лекарите во болницата Свети Еразмо водеа повеќе часовна битка за да го спасат животот на бебето кое по неколку часа по спроведената операција починало на интензивна нега. Бебето претходно било однесено и во здравствениот дом во Вевчани. Детенцето е донесено во здравствен дом Вевчани во текот на вчерашниот ден. Го прегледала докторка во итна медицинска помош. Од мајката е било кажано дека паднало или било удрено. Истата не констатирала, значи докторката, никакви повреди и дала насоки дека во случај на евентуално влошување на здравствената состојба да се јави повторно во здравствениот дом. Јавен обвинител издаде повеќе наредби за утврдување на причините за смртта на 7-месечното бебе. Ке се испитува како настанала повредата, но и дали стручниот персонал во болницата постапувал согласно протоколите и процедурите. Прибавена е целокупната документација од болницата. Издадена е наредба за обдукција на бебето во Институтот за судска медицина во Скопје. Валон Каба е нов ВД директор на Центарот за развој на југозападниот плански регион.
На 11-та седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион, одржана на ден 20 март, Каба едногласно е избран од страна на членовите на Советот. Валон Каба веќе 15 години работи во регионалниот развој со големо искуство во имплементација на низа проекти во сферата на енергетска ефикасност, реконструкција на објектите и комуналната инфраструктура, информираат од Центарот. Градоначалникот на општина Охрид, воедно и председател на Советот за развој на Југозападниот плански регион Кирил Пецаков, упати голема благодарност за досегашната успешна соработка со директорката Мирјана Лозановска, а на новоизбраниот ВД директор Валон Каба му посака успешна работа со Центарот. Со низа свечености, Сдруженијето Мацково и Основното училиште Ванчо Николевски му оддадоа почит на основоположникот на литературата за деца и млади и еден од великаните на македонското литературно творештво воопшто. Во чест на Николевски, 6-та година поред ќе го организираат Балканскиот поетски камп за млади во Црвена Вода. Охрид му оддаде почит на Ванчо Николевски, основоположникот на литературата за деца и млади и еден од великаните на македонското литературно творештво воопшто. Единственото училиште кое го носи името на Николевски го одбележа патрониот празник, Централното основно училиште од Лескоец и трите подрачни училишта во Косел, Ливоишта и Куратица со повеќе свечености, нови просторни содржини во употреба, како и со евидентни успеси на учениците на регионални и државни надпревари, го одбележа денот и му оддадоа почит. Ние го обележавме патрониот празник, како прво да кажам дека е чест и задоволство да се биде, да се менаџира со училиште кое го носи името на великанот Ванчо Николевски. Учениците заедно со своите ментори, односно наставниците, приготвија многу убав патронат кој беше присутен, беше многу задоволен. Учениците претходно се спремаја, малце пролетниот распуст ни ги отежна работите, но сепак ние успеавме и се спремавме. Претходно учениците има спортски активности, имаја конкурси, ликовни конкурси, поетски конкурси и тие завршија, си добија соодветни награди учениците кои беа наградени. Исто така имаме гости од Лесковац, од Србија, од Светозар Марковиќ, имаме партнер училиштето од Лисичани Јунус Емре и од Македонски Брод Свети Климент Охридски. Сите беа присутни, беше обележан патрониот празник. Првиот час во земјава е одржан во родната куќа на Ванчо Николевски, вели новинарот Веле Митановски, кој преку Сдруженијето Мацково во чест на Николевски 6-та година поред ќе го организира Балканскиот поетски камп за млади во Црвена Вода. Не сакаме да смениме историја. Првиот час во Македонија одржан е во куќата, во родната куќа на Ванчо Николевски, не во Кичевско. Го држала неговата прва сопруга, но ево нека остане историски факт дека е во Кичево, но суштински е вака, како што јас ви зборувам. Значи, се организиравме како друштво Мацково. Мацково значи селото од кое што тој дошол во Црвена Вода. Црвена Вода е составена од 3 села поранешни, се обединили на едно место. Никој до таа ситуација, додека ние не се организиравме, немаше направено ни знак каде му е родната куќа. Ние тоа го направивме. Во училиштето каде самиот предавал, тоа е едно од првите училишта во Македонија изградени, подигнавме спомен соба. Балканскиот поетски камп за млади се одржува под покровителство на Светската академија на поезијата при УНЕСКО кон крајот на август секоја година, а започнува во основното училиште во Лескоец. Јавното предпријатие Охридски комуналец апелира до граѓаните да се почитува динамиката на акциите за подигнување кабаст и зелен отпад и да не се прават мини депонии. Од предпријатието велат дека и покрај нивните акции и заложби за чист град, деструктивниот однос на поединци остава последици на секој чекор. Никако да се искоренат лошите навики од создавање мини депонии во секоја урбана заедница. Еден ден се интервенира на одредена црна точка, се подигнува несоодветно депонираниот расфрлан отпад, а веќе следниот ден се гледа истата слика на истата локација. Изминатиот период, службите на Охридски комуналец секојдневно се соочуваа со горлив проблем на улицата Аџи Мустафа, каде континуирано секојдневно се создава нова мини депонија.
од предпријатието со апел до граѓаните да се почитува динамиката на акциите за подигнување кабаст и зелен отпад согласно годишниот календар за 2024 година, а за сите информации околу депонирањето на отпадот да се јават на дежурниот телефон 075 495 428. Прскање против комарци во Дебарца и Вевчани. Во Дебарца во среда 15 мај ќе се изврши теристичка ларвицидна дезинсекција со цел уништување на возрастни комарци и ларви од комарци. Запрашувањето ќе се врши во период од 20 до 6 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување. Во Вевчани во четврток 16 мај ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција против комарци и прва пролетна дератизација. Третирањето на површините ќе биде изведено од 10 до 16 часот. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Да ги погледнеме и вестите од светот. Gold Shark и Manta Ray се имињата на прототипите на беспилотни подводни возила неодамно представени од Австралија и САД. Според CNN, експертите велат дека подморниците би можеле да бидат иднината на подводното војување, користејќи огромна моќ додека ја намалуваат заканата по човечкиот живот. САД ги користе интензивно за време на конфликтите во Ирак и Авганистан, а поновите, поевтини беспилотни летала станаа клучни парчиња воена опрема за двете страни во руската инвазија на Украина. Киев има изградени и поморски површински дронови. Австралија ги нарече прототипите најнапредните подводни автономни возила во светот, а Австралиското министерство за одбрана изјавило дека Gold Shark ќе ја обезбедни морнарицата автономна подводна војна со долг дострел, која може да спроведува континуирано разузнавање, надзор и удари. Експерти од Кина и Франција ќе работат заедно на реставрација на изгорената катедрала Нотр-Дам во Париз, како и на заштита на кинеските теракотни војни. Договорот е еден од 18 договори подпишани меѓу кинеските и француските предпријатија за време на државната посета на кинескиот преседател Си Џинпинг на Франција. Истражувањето ќе офати идентификација на наоди, проценка на статусот на зачувување, механизми на деградација и техники и методи за заштита. Дополнително, истражувањето ќе се однесува на издржливоста, стабилноста, техниките на изработка, идентификацијата и проценките на штетата во мавзолеот на императорот Чин Ши Хуанг и француските архитектонски елементи. Војни на двете страни заеднички ќе ги истражуваат материјалните својства, историската вредност на дрвени остатоци и археолошките локалитети на двете локалитети на светското наследство на УНЕСКО. Американската сојузна држава Минесота минатата недела официјално си го смени знамето кое беше усвоено во 1957 година. Новото знаме е составено од 3 бои – бела, сина и темно сина боја, каде е насликана поларната ѕвезда од левата страна и со опис ѕвезда на северот, единственото мото на државата на Соединетите Американски држави на француски јазик. Сменете и грбот, што сега има илустрација на птица, црноколунеста гуска. Над неа напишана е фразата Мнисота Макос со референца на називот Минесота, кој доаѓа од јазикот на индијанците, а се преведува како земја каде водата го одразува небото. Социјалистичката партија на премиерот Педро Санчес победи на регионалните избори во Каталонија, додека сепаратистите изгубија значаен број гласачи, пошто каталонскиот претседател во заминување денеска изјави дека ќе се повлече од политиката. Предводени од бившиот министер за здравство Салвадор Илја, каталонските социјалисти обезбедија 42 пратеници, додека поддршката за независноста се намали од 49 во 2017 година на 42%. Каталонската републиканска левица владееше за време на периодот на намалувањето на тензиите со шпанската социјалистичка влада, по турбулентни години откако Каталонија одржа нелегален референдум за независност во 2017 година и накратко прогласи независност, што доведе до уставна криза. Американски кустос на музеј обвинет за шверц на пајаци и скорпи од Турција. Лоренцо Прендини уапсен денеска во Истанбул при обид да прошверцува примероци од двата вида пајаци од Турција. На веб страницата на Американскиот природно-научен музеј за скорпии, Прендини е наведен како кустос на збирките на пајаци, скорпии и стоногалки. Забележено дека тој посетил повеќе од 30 земји со цел да истражува пајаци и да ги класифицира скорпиите.
Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.